Шпарка се банка одбележува 10 години постоење на македонскиот пазар. Првиот човек на банката, Глигор Бишев, во разговор за Сител, вели дека кога во 2008 австриската групација Ерсте банк влезе во поранешната Инвестбанка, таа имала пазарно учество од само 2,7%. Денес е во групата водечки банки во земјава. Планот за наредниот период е Шпарка се да биде банкарски супермаркет. Место каде што ќе можат да се завршат сите работи, но и сигурен партнер и на домаќинствата и на стопанството. Од мала банка до дел од групата водечки банки во Македонија. Шпарка се од 2008 доживува забрзан раст. Пред една деценија тогашната Инвестбанка имала пазарно учество од 2,7%. Австриската групација Штаир Меркише ја презема во време кога најголем дел од транзакциите се одвиваат во филијалите. Денес 58% од работата се одвива преку дигитални канали и мобилно банкарство. 2008 година Инвестбанка беше мала банка, што беше малку препознатлива на македонскиот пазар. Денеска Шпарка се банка Македонија спаѓа во банките со средна големина, која по најновите истражувања на населението е четврта банка по препознатливоста на брендот, а истовремено студентите во Република Македонија 3 години поред не бираат за студент во Република Македонија. За една деценија банката воведе банкомати кои овозможуваат не само повлекување пари, туку вршење депозит и менувачко работење. Го олесни кредитирањето со тоа што наместо доходот на еден член од семејството почна да го користи расположливиот доход на целото домаќинство при одобрување кредит. Благодарение на експертската поддршка од банката мајка, финансираше проекти како мали хидроцентрали и биогасни централи, нуди потрошувачки и стамбени кредити за енергетска ефикасност, кои до 20% се грантови, а ги поддржува и младите преку поддршка на стартап бизниси со проектот Чекор по Чекор. Целта на банката е да функционира како банкарски супермаркет, затоа што обезбедува лизинг, брокерски услуги, нуди паралелно и осигурување. Сите клиенти на банката можат на едно место да добијат и банкарски и осигурителни услуги, инвестициони услуги, лизинг услуги, и тоа во идниот период ќе го зголемуваме. Еден од групацијски ниво можеме да продолжиме секој корпоративен проект без оглед на големината. Затоа имаме ноу-хау. Основно е проектот да е профитабилен, да е одржлив, и наша цел е да ги спознаваме потребите на населението и на компаниите и истите да ги исполнуваме на ниво што населението и компаниите можат да си ги дозволат од аспект на нивната кредитна способност. Затоа што истовремено наша одговорност е да не го задолжуваме населението и компаниите прекумерно над нивните можности и истовремено оно што е најоскудното во Република Македонија, тоа е штедењето, да го ефикасно алоцираме. Во наредниот период Шпарка се ќе продолжи да го поддржува стопанството и домаќинствата со поволни продукти. Приближувањето кон Европската унија и НАТО треба да ги намали разликите во кредитите кај нас и во странство. Каматните стапки ќе зависат од меѓународните пазари, но намалување на маргините треба да има. Меѓутоа не е добра вест само дека каматните стапки ќе бидат ниски. Добра вест е и дека каматните стапки ќе бидат високи. Во принцип, ниските каматни стапки се одраз на слаба економија. Тоа значи дека профитабилноста на компаниите е ниска, доходите кај населението е ниско и од тој аспект потребна е лабава монетарна политика. Економиите што се здрави, што имаат висока профитабилност и се високо доходовни, во таквите економии каматните стапки ја одразуваат нормалната цена на пазарот. И од тој аспект, значи, ние очекуваме македонската економија да биде динамична, да биде брзо растечка, која брзо ќе конвергира кон Европската унија, а каматните стапки да го дозволуваат таквиот раст и движење на македонската економија. Деновиве банката со низа настани на кои присуствуваа владини представници и дел од менаџментот на австриската групација Ерсте банк одбележа 10 години успешно работење на македонскиот пазар. Наташа Хаџиспирковска, Стефанова, Сител телевизија.